Миграциите и мигрантите предизвици за третиот милениум е темата на која македонскиот преселател денеска зборуваше во Бугарската академија на науките во Софија. Мигрантската криза допрва почнува бидејќи во непосредна близина на надворешните граници на Европа се наоѓаат меѓу 20 и 30 милиони потенцијални мигранти. Кон крајот на 2014 и почетокот на 2015 година, илјадници илегални мигранти од Косово масовно со автобуси тргнаа да барат подобар живот во Европа. Масовното мигрирање на косовските граѓани најверојатно го привлече вниманието и на светските медиуми кои во живо го пренесува овој феномен. Вестите стигнаа и до Блискиот Исток и до Африка. Рутата што ја отворија косовските мигранти подоцна искористи и бегалците и мигрантите од Сирија. Соочени со заканата од илегална миграција, Советот за безбедност на Република Македонија донесе заклучок за заштита на националната безбедност. Замислете го парадоксот со кој се соочувавме. Македонија, која не е членка на Европската Унија, ја чува Европа од Европската Унија. За разлика од политичките елити и безбедносните служби, шверцерите на Балканот немаат никакви етнички, јазични или религиски предрасуди. Целите наши животи ќе бидеме сведоци на бегалци и мигранти кои ќе се обидуваат да дојдат во Европа, бидејќи тоа е дел од поголем процес, истакна Иванов. Со договорот меѓу Европската Унија и Турција од 18 март 2016 година, оваа рута беше затворена. Дипломатите и бирократите во Брисел здивнаа, но не задолго. Само што се затвори Балканската рута, се виде дека организациите и лицата ангажирани во транзитот на илегалната миграција и бегалци се многу креативни и иновативни. Затоа сведочи летопот што нашите служби го најдоа кај бегалците, напишан на арапски јазик и ја кажуваше новата алтернативна рута. Од Грција, преку Бугарија, Романија, Украина и Полска до Германија. Пред присутните на предавањето во Бугарската академија на науките, македонскиот преселател нагласи дека Европската Унија за да биде успешна мора да се дебирократизира и заедно со меѓународните организации да излезат од бирократскиот лавиринт, прилагодувајќи се на реалноста на 21 век. На свечена церемонија во Бугарската академија на науките денеска на македонскиот преселател му беше доделена титулата почесен доктор на науки. На доделувањето присуствуваа голем број амбасадори, представници на дипломатски од кор во Бугарија, академиците од МАНУ, Таки Фити и Владо Камбовски. Предходно Иванов оствари средба со председателот на Бугарската академија на науките, академик Стефан Воденичаров. Во рамки на дводневната работна посета на Бугарија, утре македонскиот преседател ќе оствари средба со неговиот бугарски колега Росен Плевнелиев и со новоизбраниот преседател на Бугарија Румен Радев. На средбите ќе стане збор за севкупните билатерални односи меѓу двете земји и можностите за унапредување на билатералната и регионалната соработка.